Лека ноќ Македонија, од Девебајр до Ќафасан, од Богородица и Меджитлија до Табановце и Јажинце. Вие гледате вчерашни новости. Тука ве носиме чекор за сите и нормално дознавате последни. А јас сум Петар. Петар, да не должиме многу. Предлагам да погледнеме што ќе гледате во најновите вчерашни новости. Ексклузивно, што прави Кузман статива пред СЈО? Откриваме за која тема се крена најголема галама минатата недела. Уредниците прашуваат, политички експерт одговара. Домот ми е таму, кај закачам шапка. Домот ми е таму, кај што ме чекат. Домот ми е таму, каде што ме знаат. Домот ми е таму, кај преспијам ног. Стамбен кредит на Комерцијална банка со ниски каматни стапки од 2,9% во првите 3 години и до 30 години рок на отплата. Без надоместок за одобрување и администрирање на кредитот и без трошок за процена. Комерцијална банка АД Скопје. Предизвици, обиди, должности, самиот живот. Ти си твојата најдобра шанса. Не можеш ли да го видиш тоа? Патот кој си го избрал секогаш ти носи нови можности. Спроведи ги своите соништа, зграбчи ја шансата. Знаеме дека можеш да направиш се и да постигнеш се. Ти ги знаеш своите желби. Ние ти ја обезбедуваме енергијата да ги оствариш. Хел енергетски пијалок ти дава пеколна сила. Во наша улица се спрема забава, не чека чунго пак со цела дружина. Ајде да играме, ајде да джвакаме, балони джиновски да надуваме. Чунга лунга, джвакај, джвакај ти. Чунга лунга, лунга. Среќна вест, како што јавува опозицијски курир на првата седница на владата, новиот премиер Зоран Заев доцнел само 40 на минути. Со ова се менуваат практиките кои ги воспостави екс-премиерот Никола Груевски на доцнење од 2 часа, со што се очекува владините седници сега да бидат пократки. А знаеме дека се што е убаво, кратко трае. Уште еден разузнавачки скандал не го тресе буквално никого, затоа што словеничкиот агент откако бил фатен дека тајно ја снима вилата на председателот во Охрид, бил ослободен и му бил вратен дронот со 2 HD камери. Македонска полиција и правосудство како што дојде пролетта се доста разнежнети. Откако насилниците од крвавиот четврток помина само со условни казни, така и словенечки агент кој вршил нелегално снимање помина само со казна од 500 евра и со стравичен укор. Да не му падне на памет ова уште еднаш да му се повтори. Се чини дека проектот Скопје 2014 нема да запре со смената на власта, а за тоа говори и новата инсталација која се најде на плоштадот. За што поточно станува збор, погледнете во наредниот прилог. Многу умина експерти воочуваат дека во проектот Скопје 2014 намерно или не е изоставен периодот кога Македонија беше дел од Југославија. Но за тоа да не остане така се погрижи новата влада на СДСМ, која како прва инсталација во Скопје 2014 реши да е символот на југословенската индустрија, камионот ФАП 1314. Овој камион е најмасивно произведуваниот во Југославија, а поставката ќе се наоѓа во фонтаната пред анонимниот воин на конј. Се очекува оваа поставка да донесе многу туристи, како и прекупци на старо железо. Стравот на граѓаните од двојазичност полека се остварува. Нашите извори од владата велат дека на мала врата сепак е воведена двојазичноста. Освен македонски, се почесто во службената владина комуникација се зборува на друг јазик. На оваа тема се обидовме да добиеме одговор од владините служби. Добијате го кабинетот на премиерот Зоран Заев. Премиерот иде вонка на состанок, не знае кога ќе се врне. Пробајте пак покасничко. Како што можевте да видите, за жал не успеавме да се разбереме, ниту да добиеме одговор на прашањата, но ние не се откажуваме и на терен го пративме Ланчо. Бидејќи не успеавме да се разбереме, сега ние лично
Ќе влеземе во владата каде што, како што можеме да забележиме, сега вратите се конечно отворени. Може да видиме што се случува унутра. Врзане бе, врзане. Врзане. Ајде. Да, така е, студио, конечно се наоѓаме во кабинетот на премиерот Зоран Заев. До мене е шефот на кабинетот. Дали ќе имате време да ни одговорите на неколку прашања? Мале, цел ден дрн на телефонто. Дек се запустих, главата ме изкина, па будалех. А на климанта го боле коремо плюс и видех ја не и чудлеше клунку настинала е. Шо? Ало? Дек се лужби, човек? Босилово? Аха, од Бруксело. Момент, ќе те префрлам кај колегата, тај дума англиски. Hello, Risto here. How do you do? Very nice, very nice. We were looking for appointment with Mr. Juncker. Yes. В колку сато? Меши ми се. What time should I call? Ова нема логика, ајде да се одиме повеќе, пошто јас стварно не знам што можеме да направиме друго. Дек ќош? Шо? Дек ќош? Проговори нешто, шо ќутиш? Бе, билетно какаресто. Виж как транспарентно работиме. Не срамувај, питај. Ти да питаш, јас стварно не можам повеќе ова да го издржам, пратете некој друг. Ова е дефинитивно фламански, барем ја така мислам. Високите сметки на државните функционери, направени во кафани, ресторани, бурекджилници, гираджилници и чајджилници, платени со државни пари, ги забезекна и налутија граѓаните. Еве зошто. Лососи, бифтеци, кременадли, душата на граѓаните. Се ова било наменито на државните функционери. Нидната очигледна неуморна работа се отсликува и во сметките во кафана, па така граѓаните обично и плаќале ручеци кои чинат од 2000 до 24.000 денари. Заменик министерот Тимчо Муцунски, кој само од дома го знаат дека е министер, на едно седнување трошел и по 200 евра, од кој дури 1500 денари се за вода, што не носи до заклучок дека на ручекот присуствувала и Камила. Ни техничките министри од СДСМ не се срамеле да јадат на наша сметка. Така дополнителниот министер Кирацовски од февруари до декември потрошил 90.000 денари. Освен јадење на функционерите, сме им плаќале и цигари и алкохол, па можеби реално е време да се размисли да има и фонд во кој ќе се собираат пари за да и лепат на певајката и да порачуваат песни. Сепак останува можноста дека не е до функционерите, туку дека самата позиција отвара апетит. На здравје нека ни е на сите. И ево тука седам и гледам секој ден врват овие што да цејо и си велам, американциве не грешат, јас да ти кажам. Повелете, шефе. Фала. Ова ли е таа премиерска фотелја? Удобна. Минатава недела во Мало Турчане е основано здружение под името Азбука, кое се заколна дека нема да воведе двојазичност и тоа им е единствена точка на делување. Како што велат и тие се уплашени од двојазичноста која сака да ја спроведе Зоран Заев заедно со албанските партии. На линк треба да го имаме председателот на ова здружение Ветон Халими. Господине Ветон, зошто не двојазичност? Види студио, ние не сакаме двојазичност од практични причини. Значи, ние комуницираме на еден јазик. И сега тука е многу лошо ако се вметнува уште еден туѓ јазик, може да настане до проблем со комуникацијата. А дали сметате дека може... И за деца, чека, и за деца исто многу е погрешно у прво деление да му се кажува туѓ јазик да учи, мислим, кај го има тоа? А што мислите дека е целта на оваа двојазичност која ја пропагира Зоран Заев? Види студио, Зоран Заев е многу прочитан политичар. Ние сме не за двојазичност и тоа е тоа. Ние не можам сега јас на син ми да му кажувам од прво деление, ајде сега ти иди учи македонски јазик. Тука може да настане до конфликтна ситуација во идентитет и онда одбива. Или еве да зимам баби на пример, да идам сега пошто имам 90 години да го упишувам да учи друг јазик, за да не плаќа 5000 евра казна. Кај го има тоа лудело? Значи, одсечно ние сме не за двојазичност и толку. Ви благодариме многу, господине Ветон, а ние одиме чекор за ците. Мерцедесот кој го плативме 600.000 евра е во лоша состојба и изгребан од мачки. Така барем тврди премиерот Зоран Заев, одговарајќи на новинарско прашање дали ќе го продаде Мерцедесот кој го купи екс-премиерот Груевски.
Според повречните сознанија од вештачењата на МВР и сознанијата од терен, како осомничени се јавуваат мачките и на белгискиот дипломат Ван Хојте, по кој е распишана потерница преку Интерпол. Дали Белгија ќе ги екстрадира мачките во Македонија, како знак на добра волја и потик за подобар судски систем, останува да се види. А до тогаш МВР реши да го заштити Мерцедесот со купување на 2 кучиња кои ќе го чуваат на 2 смени. А бидејќи немаме локални новости од македонски брод, Радови, Шкратово, Дебар и Чашка, предлагам да видиме што мисли председателот на Советот на јавни обвинители Петар Аневски за работата на државниот обвинител Марко Зврлевски. Државниот обвинител беше перфектен до сега, по моје мислење. Во рете, секој си има право на свое мислење, а ние продолжуваме со вчерашни. Многумина граѓани имаат основани сомнежи за работата на специјалното јавно обвинителство, посебно поради фактот што сите кои се појавуваат таму, а против кои се води постапка, не одат на распит, туку за други работи. Кузман е пред СЕО. Да видиме што се случува таму. Еве сме позади на паркингот на специјалното јавно обвинителство, да се запрашаме да видиме што прават граѓаните на Република Македонија тука. Еве еден господине, што барате во СЕО? Не, јас така дојдов, јас се шетав и влегов внатре чисто да се поздравам, да кажам едно здраво на луѓето. Не дека има некоја истрага за мене, а и плюс и кучето да го прошетам, нели? А каде ви е кучето? Джеки! Господине Додецки, што баравте во СЕО? Немаме ништо, процедурално беше посетата. Господине, што баравте во СЕО? Дали сте тука за случајот во кој што се споменува вашето име? Не. Абе, бев на поминување низ малото и само тука има веце. Ми се деси нужда, знаеш како е. А овие многу беа фини и ме пуштија на брзинка да онадам. Абе, не овој Мендух, овој позади. Од десно, Мендух, позади десно од тебе. Иди, иди. Што баравте во СЕО? Да подигнам документи. Какви документи поточно? Тоа е моја работа. Покрај овие прошетки во СЕО, до СЕО се наоѓа и леблебиджилница. Па ќе влеземе внатре, ќе позборуваме малку со сопственикот Томаки. Од другата страна, до нас влезо, да. Господине Томаки, како ви дојде идејата? Како ми дојде? Јас сум како сите модерен, јас од американци научам кој што велат тие на телевизија, локација и само локација. И ево тука седам и гледам секој ден врват овие што одат СЕО и си велам, американци не грешат, јас да ти кажам. Дали дамите од... Чекај се, јас да ти кажам, друга работа. Ти реклама без пари на сите телевизии, мене има му закачив пред некој ден Open, она на амерички пишано, Open на 2 евра му зага и туку влегва тука, СЕО, на грешка, но ќе влезат натре. И тоа е. Дали дамите од СЕО купуваат од кај вас? Вишо ме правиш глупост, секој ден идат триве. На ми ти проба, ела. Кои ви се плановите за војнина, кажете ми? Плановите за војнина? Сега ќе се отворила некоја зграда на тоа новото СЕО обвинителство, што е таму сакам едно дуќанче да земам со други луѓе, а потаму имам договорено будка за пред Идризово на влезо баше и директ тука на мене идат. И тука ќе му продавам. И знаеш како велате, ако сакаш да ти работи тоа што ти е вгаки, дојш по семки кај Томаки. Фала, господине Томаки. Ви благодарам. Нами ти уште. Ја сам ќе земам. Фала. Ајде, земи сам. Знаеш ли кога ги заперка на тој едниот главата, у глава, буф, кога го фукна. Повелете, шефе. Фала. Ова ли е таа премиерска фотелја? Удобна. Домот ми е таму, кај закачам шапка. Домот ми е таму, кај што ме чекаат. Домот ми е таму, каде што ме знаат. Домот ми е таму, кај преспијам ног. Стамбен кредит на Комерцијална банка со ниски каматни стапки од 2,9% во првите 3 години и до 30 години рок на отплата. Без надоместок за одобрување и администрирање на кредитот и без трошок за процена. Комерцијална банка АД Скопје.
најквалитетните млечни производи од најдоброто планинско млеко. Млекара Тетово. Од срцето на Шарпланина. Значи вака, одиш на forza.mk, пишуваш колку парички сакаш, стигнува код по СМС и за само 10 минути имаш бате од 3 до 12.000 денари. Секој изгреј сонце е посебна приказна. И не секогаш имаме време да уживаме во овие мали чуда на животот, во оваа уметност. Со секој изгреј сонце се раѓа нов ден, а денот е најубав кога почнува дома. Онаму каде што си сигурен, безбеден, среќен. Затоа сме тука. Golden Art. Дом, не само стан. Откако Груевски остана без работа како премиер, со што повеќе не е зафатен 24/7, тој најде начин како да го пополни слободното време, а и да заработи некој денар, за да не мора да продава имоти и плацеви. Имено како што е добро познато, сосема случајно Груевски откри дека им носи среќа на тие околу него. Моќо ја откри на патувањето во Кеон со сопругата, каде што им донесе среќа на ракометарите на Вардар. По ова, Никола отвори фирма Среќко Доел Никола и ги понуди своите услуги на сите граѓани. Како што дознаваат вчерашни, граѓаните го ангажираат Груевски за различни поводи и пригоди. Нашиот фотограф фати неколку вакви моменти. Груевски, освен што е виден во кладилница каде носи среќа за сигурна добивка, тој беше забележан и во акушерската клиника за да носи среќа за машко дете на еден брачен пар. Денојве Никола е забележан и во амфитеатар на испит, како и на автобуската станица со граѓани на кои им треба среќа брзо да им дојде автобусо. Во Матично се слика со младенците за среќен брак. Веќе е пребукиран за прослави за среќна нова 2018 година. Бидејќи Никола не може сегде да стигне, тој најави дека најверојатно ќе направи амајлија за среќа со неговиот лик, која ќе се вика Груевка. Деновиве во Македонија од младо до старо, мажи, жени, пензионери, матуранти, административци, студенти, експерти, сите зборуваат само за една тема. А на еден таков разговор присуствува и нашата колешка Лешник. Новинарка, ма ти многу си нараснала, кој месец си трудна? 17. Мамбе, многу тоа, обично по 12 ги носат, што не се пораѓа, што е работа? Не ми дават од емисијата. Уште една епизода и 9 веќе, ама. О, стока. Што не ги пријавиш? Како и други Кажам, има. требаш. Значи ти само у стомакот ти е памет од тебе, ти ништо не пратиш во типа. Ти не знаеш што си пропуштила бе човек. Ти не знаеш ти колку грубо се играеше тоа. Абе мала темните, мала другите, мала тоа те па. Наши века ги заперка на тој едниот главата у глава буф кога го фукна. Сериозен ли си? Нема да те лажам. Таа едниот со лева кога му дое тој. Дан, која му зекна на една меѓу ушите, буф, право, тој знаеш колку јако удар, знаеш как толкава рака има, така таа толкова истетовирано, доко се буф меѓу ушите и цак, цак тука, фанаго, тој стоа, данга, тоа, статив, тоа, как се вика тоа, ванга, данга, ка настана хаос, теглат сите, на сите страни тоа. Саш да кажеш дека и странци имал. Странци дали имало. На крај кога влезе тај Србино, лом. Значи народ било те така, Джиган? Народ. Наши, знаеш колку имаш та комити, која налегнаа од сите страни, која ги пуштија внатре, која влегува после. Тоа едни на тамо, други на вамо, абе лом. И на крај, на бината се качија тука и таа певалјката која почна тука да пее и тука, више, делириум. Чекај малце, мислиш оперскиот певач, тај што се искате ригори? Како оперски певач, со мои очи го видов ја. Пеачката таа што е на Бритни Спирс, как ја вика таа? Чекај малце, човек. Ти не ли правиш мобет на мене за усобранието тоа што се деси? Да, ти стварно си трудна. Мори за ракомет, ти лапа мори ракомет, не ли гледаш бе? И на крај ком го даде таа раката од терминатор, таа железата со топката тука, па чекаа ги тука човеците, не ли идеја тука со автобуси, па камионот која препадна. У фонтаната доле. Абе, лудило, ти не знаеш што пропушташ бе. Многу убаво. А сега ве носиме на роден ден, но не на обичен роден ден. Имено Дуи прославува 15 години од постоењето. Роден ден мала забава, рекол Маријан Стојановски, но оваа максима не важи за Дуи, кој го прославија својот роден ден со стил.
Откако ги дувнаа 15 свеки на роденденската торта, следуваше пукање. На огномет. Не е тоа одма што помисливте. Потоа следуваше отварање на роденденските подароци. Од СДСМ тие добија неколку министерства, додека кутијата со подарок од ВМРО ДПМН беше празна, што не ја расипа славеничката атмосфера. А подароци не стигнаа ни од БЕСА и Алијанса за албанците, затоа што ти имаат по 1-2 години или се премали да го сватат концептот на роден ден. Гостите продолжија да се забавуваат со музика и пригодна трпеза, шегувајќи се за 3 години, дуи ќе може легално да пие алкохол, со што се заклучува дека присутните немаат добра смисла за хумор. Анализите на нашиот познат аналитичар таксист побудија голем интерес кај најголем број од големите телевизиски куки, пошто следуваше покана од националниот сервис за негово гостување, каде тој одговараше на прашањата од сите телевизиски уредници. Почитувани гледачи, добро вечер. Благодарам што прифативте поканата. Билјана Василева, Трендафилова, ваш ред. Зошто ни игнорирате? Шо ви е на вас, бе? Ја ви игнорирам. Ја работам на позив, сега е диспечерката, ми дава, зијам позив, идам кај што треба. На шо ви личам ја? Па 20 души се уете, шо сум јал дека мајка од тренинг да ве соберам? Еве обеќавам вашиот позив след, буд прв ќе го земам. Се надевам дека ова ваше јавно ветување, дека ваши представници и вие лично ќе дојдете во телевизија Нова, ќе го сметаме за обврзувачко и нема да се чувствуваме како да сме игнорирани. Слушај, друже, ја ако сум у тој реон, немам проблем ја да го земам повикот и да завршам работа. Ама ако ме терате од вашата телевизија, таа како ви се вика ТВ Нова, да идам од таму до Шутка, до Идризово или до Сео, нема шанси, ти кажувам. Тоа организиран превоз, тоа е сасвим друг превоз, ја немам лиценца за тоа. Ќе видиме дали секој граѓанин може да влезе. Претпоставувам дека не. Шо не бе? Шо не? Вие од Алфа Ептен сте за граѓани, бе? Па нормално дека не може, бе. Па тој превоз е само за овие што се внимателно избрани персони, бе. Тој е VIP. Шо разбираш ти? Па тоа само они се возат со тој превоз нормално кога не се на службен пут. И ја не може да презимам таков ризик, бе. Шо ти е на тебе? Што ќе правите со Мерцедесот? Шо да правам, бе? Нормално сега да влезам од турам тој скупиот цвик на глава, да искочам у град со мечето, да најдам некое маче, да го носам, не да го бамбусам. Ама ништо, кучиња лаат од сите страни, ни коте, ни маче. Зема го паркирав под една врва, го заборе. Пролетос викам дај да го извадам да се бавам, што да видам таму? Лом направено, улепено од ток грозјето од врбите што капе, цело улепено. Што да правам, го однесо 10 пути напред, бојата ќе му извад, не е за парите. Што ќе правите со врбите? Што да правам со врбите, бе? Можете ли да ми одговорите? Можам и ќе ти одговорам. Ќе чекам грозија ни родот. Шо да правам со врбите? Благодарам што бевте гости. Шо ми благодарите? Дај тука сите соберете се по 200 денара, бе. Ја на шо ви личам овдека, бе? Дојдов овдека, што да си играте со ме. Вода не ми даje никој. Доле врти таксиметар, саат време, глупости ме прашувате, што ќе правиш со, што ќе правиш со врби, со мерце. Вие нормални ли сте? Ме д***те овдека. А во Македонија неделава се изврши првата операција за промена на пол. Ние имаме екипа пред болницата каде што се изврши оваа интервенција. Кузман, дали се слушаме? Да, студио, се наоѓаме пред болницата каде што е извршена првата операција на промена на пол. Ова операција беше извршена од страна на стручен тим и тие се задоволни од операцијата. Јована, дали има прашање? Да, Кузман, верувам дека јавноста ја интересира дали е познат идентитетот на личноста која го промени својот пол. За жал, ова информација се уште останува во најголема тајност, односно идентитетот на мажот кој што станал жена се уште се крие. Така да нека остане мала тајна. Јована? Така, ти благодарам, колега. Тоа беше Кузман Сатива, а ние преложуваме чекор за сите. Изминатава недела ја одбележаа неколку настани, меѓу кои отварањето на владината зграда за јавноста, идејата за вадењето на оградата, како и седниците со новата министерска постава. Вчерашни беа присутни на дел од седниците на кои се разговараше на овие теми. Да погледнеме. Повелете, шефе. Фала. О, ова ли е таа премиерска фотелја? Удобна. Лизгава оваа фотелја. Добар ден. Ова ни е прв состанок во овој состав. Како што гледате, без Никола влада не бива. Не има секакви, има и дами со харизма. Добро, да продолжиме. Прва точка на дневен ред ни е да видиме што ни остана за продавање. Што остана за продавање? Што остана овие пред нас све шитна? Не шитна се, има уште за продавање. Еве,
Као на пример за прва точка предлагам да се продаде оградата. Има ли некој нешто да каже за оваа работа? Старо, купуем старо. Еве и кец на десетка. Имам и купувач за железото. Мислиш ќе купиш железото? Да, 100%. Старо, купуем стари железа, купувам. Што старо? Не остана ништо старо за продавање, овие све продадоа по нас, овдека све ново, види педантно, со четкичка, цак, 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 цак. Тевдо, колку пари може да земеме? Рада, ај види на компјутерот колку пари е железо. Сега ќе изгуглам га, кај Google? Снајди се таму. Него мерка кој ќе зима? Што мерко? Не мерко, мерка кој ќе зима. Самка, ај види ти си за инвестиции, организирај таму. Абе, метрото го земав ли ја? Унатрешен джеб го ставив? Или не, тука да не ми... Старо, купуем старо! Абе, Самка, надвор искочи? Да, надвор искочи да му го дава метро. Лайк. Метар дужен пута метро и 10-15. Ау, машал и нела, многу железова старо, го купуем оваја. Ете, оградата е продадена. Тоа беше се за денес, за утре втора точка ќе ни биде што ќе продадеме друго. Ви благодарам. Ако се уште не сте смениле програмата, еве го и Силвестар Ведар. Лека ноќ, драги мои. Времето климактерично. Малку ново сонце на слободата, малку старите облаци врнат, грмат и не даваат да дојде лето. Како што рекол Неруда Пабло, можеш да ги опсиш сите, но не можеш да го сопреш летото да дојде и да ти ја изгори кожата. Биометео, поради високото УВ зрачење на новото сонце, се препорачува преселба во поладни краишта, особено ако во исто време ве бара и со јо. Добро утро и се гледаме следната недела. Тоа беше се. Честит распуст за оние кои го слават. Ние дури од следната недела одиме на одмор. Петар? Да, Јована, така е, бидејќи ние сме чекор за ците. Се гледаме следната недела во исто време. И на исто место. Репризата вечер, а утре цела епизода на YouTube. Добро утро, драги гледачи. Добро утро и од мене.